вечерва одлучихме да ви прикажем една представа, koja tretira problematika koja неминуемо буди силни емоции и къде трябва да си поставяме много прашања. Сите ние присутните можеме да одговориме на много прашања, секој во рамките на своите надлежности и компетенции, за да ја подигнеме свеста за насилството и малтретирањето и да спроведеме широка кампања, да ги заштитиме нашите деца, но и да ги научиме како да се справуваат со насилството и малтретирањето. Вообичаено е и како редовна пракса да е од училиштата да се очекува да бидат двигатели на општествената промена и да се бара од нив секојдневно да поставуваат се повисоки стандарди и идеали од оние што владеат во заедницата во која што тие функционираат. Оттаму, добрите училишта мора да користат пристапи кон наоѓање решенија, дури и тогаш кога општествената промена е вистинското можно решение. Благодарение на тимската работа, заедно со учениците, ние од Основното општинско училиште Сандо Масев ги дефиниравме облиците на насилство, релациите на кои тоа е присутно, во каков облик е изразено и зачестеноста во која се појавува. Податоците што ги добивме ни беа основа за дефинирање на училишна стратегија со активности. Реализиравме работилните си ученици, изготвивме училишна процедура во која јасно се дефинирани правата и обврските на работените во училиштето. Од ова место, во тоа име, им се заблагодарувам на поддршката на УНИЦЕФ за стручната помош што како обука ја имавме во рамките на проектот намалување на насилствата во училиштата. Во представата што ја подготвивме, се потрудивме сите досегашни сознанија што ги имаме да ги прекажеме преку осмислен текст и театарска игра, која открива различни видови и релации на насилство. Случаите кои реално постојат, а кои се насилни, непријатни и несакани, одлучивме да ги наречеме со вистинското име насилство. Одлучивме јавно да зборуваме за насилството и да не ги затвараме очите пред него. Има настани кои секојдневно се случуваат околу нас, а ние не ги гледаме. Има и настани кои се случуваат околу нас и гледаме, а не сакаме да ги видиме. Остануваме неми сведоци. Има моменти кога изморени од брзото живење, немаме доволно време да бидеме со нашите деца. Често на крајот од денот себе си советуваме дека утре сигурно ќе имаме повеќе време да разговараме со нашите деца. Но и тогаш кога ќе најдеме време, најчесто повеќе зборуваме отколку што слушаме. Што сакаше да ми каже моето дете? Е праштањето што секогаш со задачнување си го поставуваме, а времето тече. Децата растат и не може да му кажат на времето стоп. Да се запрашаме сите, што е тоа насилство? Дали сите кога ќе го чуеме овој збор помислуваме на исто? Дали некогаш сме пријавиле насилство, а не се однесувало на нас? Дали можевме да помогнеме и дали навистина помогнавме? Што е повредно почитување од детската насмевка? Може би топлата преградка, може би и безброј, може би. Драги родители, од се срце ви благодарам за поддршката што ни ја дадовте речиси месец и половина. Што ни ги подарите нашите мали, големи глумци. 38 на број од 7 до 14 години, кои секојдневно со насмевки на лицата доаѓаат на проби и тогаш, кога надвор е минус не знам колку под нулата и вечерва е многу ладно. Драги млади пријатели од Младинскиот совет, ви благодарам за се, ви благодарам што го
поддржавте нашиот проект и што рековте, ова е вистинската работа. Да, заедно со вас, сега сум уверена дека во нашата мисија ќе ни помогнете да стварите училиште без насилство. А истовремено ги охрабрувам сите надлежни институции што се вече присутни и сите родители да ни се придружат во нашата мисија. Искрена благодарност од дното на моето срце до Меѓународната фондација Тоше Проески за дадената согласност за користење на видеоспотот за овој свет. Исклучиво за театарската представа Не се плаши, не си крив. Се чувствувам привилегирана навистина да ја прочитам пораката, упатена од нивна страна. Ја поздравуваме реализацијата на овој проект и се надеваме дека во иднина ќе продолжи нашата соработка со што сите заеднички ќе продолжиме да го негуваме ликот и делото на нашиот и ваш ангел Тоше. Срдечна фондација Тоше Проески. Сега од ова место сакам да се благодарам на човекот што стои позади оваа сцена, актерот Саша Ристовски, кој беше навистина добар учител. Сите ние од образованието знаеме што значи да работите со 38 деца и тоа на возраст од 7 до 14 години. Навистина успеа и дозволете ми да ги споделам чувствата што мојот ги чувствува. Оба што ќе го видите вечерва, сигурно сум дека нема никогаш во животот да го заборавите. Меѓутоа, немојте го ако си одите од тука да кажете да, ова е страшно, да, ова се случува. Ве молам од името на учениците од Сан Домасев, од името на сите деца на светот, дајте да направиме нешто повеќе за децата. А сега го повикувам почитуваниот господин Шелдон Јет од канцеларијата на улица за Република Македонија, кој не се више не ја даваше поддршката да ни се обрати. Повелите, господин. Ms. Manasheva, it is a real honor to be with all of you tonight. Most importantly, it's an honor to be with students here tonight. It's an honor because I think this school is doing everything right. Ms. Manasheva just mentioned the reality of violence in schools. She's right. It's here, it's in Skopje, it's in every school in every city in the world. And far too often the reaction of administrators, of political leaders, of parents is to pretend it's not happening. But of course, by pretending it's not happening, it doesn't mean it goes away. It's still there and still affecting our kids every day of the week. I am particularly pleased that facilitators are here who helped train the 4 members of the staff of this school who put together the fantastic program that you now have in place. And as I was rounding the corner coming into Srelica this evening, I was reminded of something very important. I saw the poster on the billboard that talked about violence in schools. If you remember, the poster has children playing with professional musicians talking about the issue. There's a theme there, a theme of participation.
what we're seeing today. We're seeing kids act and in their play some of the ideas, some of the issues that were presented in the training itself. Токму тоа го гледаме ќе го видиме вечерва. Децата кои што заедно тимски ќе ги представат дел од оние работи кои што на некој начин ги помина и во обуката вашите представи. And there's another theme there as well. It's an issue that can only be addressed correctly with the role and the input of parents and other community members. Но таа тема, да кажеме, најисправно би можела да се спроведе до улогата на родителите и на заедницата присутна. And looking around the audience tonight, I see plenty of parents and plenty of community members. It's a squaring of the circle. Во публиката гледам многу родители и тоа е еден круг каде што сите заедно. So I am incredibly excited to see the play and incredibly honored to be here with you tonight.